Секоја држава што не успева потребите за храна да ги задоволува од сопствено производство е економски ранлива. Иако Македонија е аграрна земја, со години дури 70% од земјоделските производи на нашата трпеза се увезуваат највеќе од Албанија, Турција, Грција и Србија, што е поразително. Без задршка, земјоделците отворено зборуваат за тоа како се доведовме во ситуација Охридскиот домат, Тетовското гравче, струмичките краставици и пеперките од Пелагониско да ги замениме со увозен зеленчук кој ги преплавува македонските пазари, а се далеку од квалитетот на домашните производи. Лошите политики и очајните мерки кои ги превземаше државата изминативе години го зедоа својот данок. Македонија сега мора да превземе радикални чекори во однос на окрупнување на земјоделските површини. Една од мерките би била зголемување на данокот на необработливи површини, бидејќи пазете, не само што не се обработени, бидејќи сепак тоа се државни ресурси, економски мора да се искористат. Не едноставно малку да ги приморат собствениците или да ги дадат под соодветна цена под наем или по соодветна цена да ги продадат. Или пак и државата да ги услови секоја необработена површина да мора да се пријави и државата на некој начин да може да го регулира тоа да стопаниса, односно да ги дава без надоместок на земјоделците кои се заинтересирани да ги обработуваат тие површини. Министерот за земјоделство Трипуновски вели дека изминатите 6 месеци се посветил да ја врати довербата на земјоделците преку исплата на сите заостанати субвенции. Оваа година во делот на субвенционирањето се прават одредени бирократски олеснувања кои што ќе значат помалку губење време на земјоделците, од друга страна се воспоставуваат и некои правила на игра кои што ќе значат зголемено производство. Точно е за битните стратешки земјоделски култури ќе има изголемување на субвенцијата, се со цел да ги стимулираме во овие тешки времења повторно земјоделците да влезат во процесот. Трипуновски најави и дека преку програмата за рурален развој ќе се интервенира младите земјоделци да се вратат на нивите. За нивното влегување во земјоделскиот сектор ќе бидат и финансиски поддржани од државата. Ќе креираме политики, вели Трипуновски, и ќе го зголемуваме домашното земјоделско производство.